Остатоците од изгорената зграда на Македонија Табак се уште испуштаат чад, а пожарникарите и денес се таму и работат на целосно изгаснување и ликвидирање на пожарот. Чадот е причина и понатаму во Тетово да се чувствува непријатна миризба, која ги тера граѓаните на кашлање и гадење. Неколкумина владини министри кои беа да ја видат состојбата уверуваат дека се мери постојано дали воздухот е загаден, иако во неколку наврати не е достапна страницата за квалитет на воздухот. Битно е дека немаме големо загадување во Тетово, тоа е многу битно. Податоци ние споделиме секој сат во нашата Facebook страна, бидејќи имаме неколку проблеми со сервери, но тие информации се нормално во координација со општина и други институции. Сепак од Центарот за јавно здравје вела дека самиот непријатен мирис не е поволен за здравјето на луѓето во Тетово. Фактичката состојба што ни покажува еден непријатен мирис, надразнувачки, кој предизвикува кашлање, иритација на очите, и самото тоа, самиот тој непријатен мирис е загрозување на јавното здравје. Вчерашните наши препораки беа да не се борави без потреба на отворен простор, и ако се борави, најмалку со N95 маска да се борави, и исто така беа препораките малите деца, хроничните болни и постарите луѓе без потреба да не излегуваат на отворен простор. Општината по вчерашниот прекин на наставата препорача денес дека може да се оди на училиште. Пошто и јас сум родител, денеска ми се јавија од дома дали да го пуштиме детето на школо. Јас дозволете ми да им препорачувам на сите родители дека децата треба да одат денеска на школо. Тоа го кажа ви на мојата сопруга од Сабајле. Параметрите ве кажа и министерот се во рамките на нормалата. Од компанијата Pofix информира дека штетата предизвикана од пожарот во нивните складишта првично изнесува над 12 милиони евра. Според нив причината се обилните дождови кои предвадена предизвикаа поплави во одредени делови на градот. За да почне увидот од страна на полицијата и обвинителството, најверојатно ќе треба да поминат неколку дена за да се смири ситуацијата со пожарот.